Дуи лови Руси, СДСМ во лов на вештерки, немаат со што да се фалат, па започнаа кампања строго темелена на напад и оцрнување на политичките ривали и медиумите. За сите проблеми во државата, наместо решение, партијата на Ковачевски тргнува во самоодбрана и реторика дека опозицијата била крива за се. Речи си истиот начин го користи и Али Ахмети. Дуи сега прават фронт против некакво руско влијание во Македонија, а сите кои не сакале уставни измени под овие околности и бугарски диктат ги прогласуваат за руски агенти. Според политичкиот аналитичар Агим Јонус, тоа е доказ дека власта нема со што сработено да се пофали, па мора да го напаѓа противникот. Тоа е оној принцип на негативна амбиентална афирмација. Значи, тоа е оној принцип на кога двојца одат некаде на интервју за работа, која е формулацијата, кој е моделот. Моделот е не земи ме мене затоа што јас сум добар, туку е не го зимај него затоа што он е чурук. А уствари цела Македонија и целиот систем и целата наша стварност е еден тежок чурук. Ако денот по утрото се познава, власта целата кампања ќе ја темели на негативна реторика, без да понуди програма како би владеела ако остане на власт. Јонус е на ставот дека од власта нема да видиме ништо ново наредниот период. Овие избори се само една свадба на пијани сватови, додека невестата е трудна со мев до заби. Зошто е тоа така? Ние у суштина ништо ново не слушаме по медиумите. Ние имаме само преформулација на нешта кои што во секојдневната политика веќе го слушаме. Оваа кампања, уствари, само ќе биде крешендо на она што секојдневно го слушаме, а тоа е резил, резил, резил. Според познавачите, мите дека црната кампања дава позитивни резултати. На граѓаните им е потребна понуда за подобар живот, а не да слушаат колку противникот бил лош.